Добар ден, почитувани. Ова е уште една нова Телма амбуланта. Денешното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Дали е точно дека само 20% од холестеролот доаѓа од храната, а се останато го произведува црниот дроб? Ако е така, колку навистина можеме да влијаеме со исхраната? Кога е потребна терапија? Како триглицеридите влијаат врз крвните садови? Зошто статините, иако спасуваат животи, се уште создаваат големи дилеми кај пациентите? Кој е моментот кога е неопходен стент? И дали тој ја лекува болеста или само го решава проблемот на едно место? За сето ова денеска разговараме со доктор на медицински науки Жарко Христовски, кардиолог од клиничката болница Аџи Бадем Систина. Останете на Телма, а при крајот на емисијата ќе ги отвориме телефонските линии за да поставите прашање. За мастите во крвта, статините и потребата од стент денеска зборуваме со доктор на медицински науки Жарко Христовски, кардиолог во клиничката болница Аџи Бадем Систина. Докторе, добре ни дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Огромна чест ми представува што повторно сум поканет да гостувам во вашата ценета емисија. Ги поздравувам вашите ценети гледачи и драго ми е што ќе разговараме за нешто што навидуме малку стереотип, малку неизмерно многу голем број пати повторено и сепак многу актуелно, бидејќи и покрај целиот ангажман и на стручната фела, и на вас новинарите, и на јавноста, па дури и на медицинските авторитети, се уште, барем во нашата држава, има тренд на повишување на смртноста од, значи расте смртноста од кардиоваскуларни болести, расте инциденцата на мозочни и срцеви удари кај млади пациенти, така да веројатно и покрај целиот ангажман што го има Издруженијето кардиолошко и Министерството за здравство и вкупната јавност, веројатно се уште имаме многу да работиме. Сите знаеме дека има добар и лош холестерол, ХДЛ и ЛДЛ холестерол. Која е клучната разлика помеѓу овие масти во крвта и дали лошиот холестерол е секогаш главниот причинител на проблемите или пак и повисокото ниво на добриот холестерол може да создаде последици на крвните садови? Точно така. Значи ХДЛ, ЛДЛ, low density lipoprotein, high density lipoprotein. Значи холестеролот всушност е само еден дел од ЛДЛ, тоест low ниско липопротеините со ниска густина и липопротеините со висока густина. Тоа се всушност носители на холестеролот. Не е тоа холестерол, туку е само холестерол, еден составен дел на ЛДЛ, тоест на low density lipoprotein или липопротеини со ниска густина или липопротеини со голема густина. Јас бидејќи следам вашата емисија и следам дел од вашите гости кои што се мои ценети колеги и забележав дека мојата драга колешка со која што долго и соработувам и работим и заедно сме работеле, професор Вавлукис, го зборуваше токму ова што сега ми поставувате прашање и апсолутно би требало да се потенцира. И веројатно тоа е дел од на источничка филозофија дека е добро све умерено, па и организмот веројатно тоа се го има ставено и во таа рамка. Липопротеините со висока густина се така наречени заштитни, тоест холестеролот внатре би требало да е заштитен холестерол во однос на прогресија на атеросклероза или старење на крвните садови. Меѓутоа, има едно големо меѓутоа до одредена мерка. Кога ќе стигне над 2,5 милимола, ХДЛ или липопротеинот со голема густина, веќе станува проблеми за крвните садови. Од другата страна е тој така наречен лош холестерол, тој е ЛДЛ липопротеинот, кој што е основен фактор на атеросклерозата. Порано го викавме ризик фактор за атеросклероза, еден од мајорните ризик фактори или големите ризик фактори за атеросклероза и еден од најзначајните. Зошто се актуализира? Зошто повторно се разговара и зошто повторно му се дава такво значење? Во последните препораки за лекување на Европското здружение на кардиолози не е веќе дефиниран како основен ризик фактор, туку е основен причинител на болеста. Огромна разлика. Од ризик фактор до причина. Преминува во причина. Тоа веројатно понатака произведува уште многу консеквенции и во однос на одговорноста на пациентот и уште повеќе во однос на одговорноста на лекарот кој што го води тој пациент.
од кога ќе го дефинирате како основен причинител нивото на ЛДЛ холестеролот во однос на прогресија на атеросклероза, да подсетиме, тоа е првиот убиец на човештвото и се уште и во најразвиените земји каде што има тренд на намалување на смртноста, се уште атеросклерозата, тоест кардиоваскуларните и цереброваскуларните болести убедливо водат како иницијални причини за губење на животи. Кај нас, за жал, во неразвиените земји се уште со тренд на пораст. Значи, како се вратиме како дефиниција дека тој е причинител, ќе направиме една банална компарација. Значи, причинител на инфективните болести беше револуција кога се пронајдени бактериите како причинители, кога се пронајдени антибиотиците, револуцијата во медицината. Сега ние имаме еден проблем кој што во последните 3-40 години доживува драстичен напредок како пораст на проблем, а од друга страна се наоѓа и некакво решение кое што дава исклучително големи ефекти во лекувањето. Значи, во тој контекст би требало секако да се размисли околу одговорноста вкупно на здравствениот систем, да се пренесе дел од одговорноста во примарната превенција на пациентите, главниот дел, кон примарната медицина, тоест кон фамилиарните или матичните доктори, кои што ќе имаат обврска да му наметнат тип на одговорност, тип на дисциплина на пациентот, кој што на крајот на краиштата ќе му го спаси, да кажем, животот, барем во таа помлада возраст. Ќе превенира рано појава на атеросклероза, инвалидност, ќе остане тој член на семејството ефективен, ефикасен, драг член на семејството и ќе биде ефикасен и како член на општеството. Значи, прашањето, ако навремено, докажано, не е веќе теза, не е веќе теорија, него е нешто што апсолутно се подига на ниво на висок степен на одговорност. Значи, прашањето како да се пристапи? Да, нивото на холестерол, тој ЛДЛ холестерол, е ставен во сите препораки како врвен приоритет во примарна, но и во секундарна превенција кај пациентите кои што имале дали мозочен, дали срцев удар и навистина се наметнува како огромен приоритет на здравствените власти и во нашата земја, каде што треба да се актуализира буквално секојдневно во однос на примарната превенција на пациентите кои што не се болни. Второто прашање понатака би се наметнало. Што со високиот холестерол кај пациенти кои што немаат апсолутно никакви симптоми, кои што немаат никакви болести и се појавуваат сосема случајно кај матичниот доктори и се појавува висок холестерол. Апсолутно. Значи немал ни висок притисок и многу често дефанзивниот став произлегува за жал и од здравствените работници. Во дел предпоставка дека е притисокот од страна на пациентите и желбата за задржите неговата доверба. За жал, во дел заради неинформираност околу врските за третман на таа сериозна состојба. Значи, прашањето, секогаш е поефикасна примерната отколку секундарната превенција. Кога ќе си замислиме дека ви доаѓа 30 годишен млад пациент со висок ниво на холестерол, кој што има априори негативен став кон примање на лекови, има сериозен проблем било кој доктор да го убеди дека треба да почне со редовна терапија. За било каков тип на терапија. Вториот проблем, прашањето до кога. Веднаш се наметнува како и исклучително голем проблем кога треба да мотивирате пациентот дека треба да прима терапијата. Предноста, современите статини не прават некоја голема разлика дали ќе биде навечер, дали ќе биде пред јадење, дали ќе биде со јадење, значи прашањето само да на некој начин ја зголемите комплијансата, тоест позитивниот одговор на пациентот да ја прими како терапија која што ќе му помогне понатака во животот. Секогаш се поставуваат уште милион прашања, ќе го разговараме во тек на тоа. Ќе ви поставам јас дел од тие прашања, само би сакала да ве прашам дали е точно дека само 20% од вкупниот холестерол во организмот доаѓа од храната, од начинот на исхрана, а 80% всушност создава нашиот црн дроб. Па сега, токму така, комплетно точно. Значи, прашањето, секогаш идејата, нели, ќе ја коригираме исхраната, очекувајќи позитивен импакт, позитивен ефект на нивото на холестеролот, во желба, во надеж дека ќе избегнеме хронична терапија, од било која страна, дали од страна на медицинарот или од страна на пациентот, е легитимна. Меѓутоа, не во овој случај. Значи, прашањето... Значи, не секогаш зависи бројката што ќе добиеме од тоа како се храниме. Апсолутно. Значи, прашањето, лајфстајлот или начинот на живот, начинот на исхрана, многу влијае
меѓутоа не од круцијално значење кога се однесува на нивото на холестеролот. Кога се однесува на нивото на триглицеридите, поготово кај пациентите кои што имаат нарушена толеранција или се дијабетичари или предијабетичари, нивото на триглицеридите исклучително многу зависи од стилот на исхрана, начинот на исхрана и физичката активност. Секако позитивно делува на нивото на холестерол, корекцијата на исхраната, кога ќе се земе тој така наречен медитерански тип на исхрана, здрава храна, каде што доминира зеленчукот. И тука би можел да споменам нешто што допрва ќе го слушаме, нешто што се провлекува овие денови во стручните кругови, што треба да биде нова револуција, с некојаш на шала викам која е здрава храна. Навистина е малце проблематично, бидејќи само во мојот професионален век барем 2 до 3 пати претрпела модификација дефиницијата на здрава исхрана. Тоа што од америчките кругови сега произлегува... Сега е превртеа наопаку пирамидата на исхрана. Апсолутно точно. Тоа што беше на врвот, што најмалку требаше да се конзумира, сега велат дека треба да е доминантно. Протеини, месо. И сега од таа Каде е вистината? Значи вистината веројатно ќе ја најдат нашите потомци, бидејќи вистината, како што реков, во еден релативно краток временски период околу дефиниција на здрав начин на исхрана многу се промени. Ако во нашето детство, кога нашите родители беа млади, беа актуелни болестите кои што произлегува од слабата исхрана, нископротеинска исхрана заради пред се економската состојба и немањето и се фаворизираше високопротеинска исхрана пред се да се превенира појава на туберкулоза и така натаму, значи во ниско позиционираните семејства беа болестите присутни на сиромаштијата. Сега после тоа нели отидовме во друга крајност кај што изобилието во исхраната, меѓутоа неквалитетно, изобилие во исхраната ги произведе болестите на таков тип на исхрана, значи премногу гојазни, премногу дијабетичари, премногу хипертоничари меѓу генералната популација. И сега одеднашка се појавува дека тие работи кои што ни беа ставени како табу, значи да не се запиња натака, значи зборувам за релативно краток временски период, затоа и не би можеле да дефинираме каде е вистината. Вистината е во актуелниот момент таа што ја слушаме и мораме и ние сме обврзани да се водиме според препораките за лекување, обврзани сме и како професионалци и како луѓе да ги почитуваме научно докажаните вистини, меѓутоа сме сведоци на редефинирање на правилата на она што треба да се применува како приоритет, редефинирање на препораките за здрав начин на живење и мора да ги прифатиме како такви, бидејќи немаме посилни. Како што кажавте, пирамидата се превртува наопаку. Па во тие кето диети, високопротеински диети и диети богати со масти, високо заситени масти, да, значи прашањето дефинираат поинаку, значи прашањето употребата на голема количина на скропови исхраната и голема количина на шекери на многу начини и модифицира работите кои во многу неповолен смер. Така да претпоставката е дека ќе почекаме малку, се уште медитеранската диета, преферирање на зеленчук, преферирање на незаситени масни киселини во исхраната, значи се уште препораката на Европското здружение за кардиолози и тоа мора да го почитуваме. Меѓутоа, во тој контекст, секако, групирањето на пациентите во соодветна групација, по секоја цена, во најкраток можен рок, редуцирање на нивото на лошиот холестерол, во најкраток можен рок постигнување на целните вредности за одредената популационна структура група, каде што припаѓа нашиот пациент, е обврска за секој пациент и за секој доктор. Докторот поготово кој што треба носно да го мотивира. Зошто па тоа мотивирање? Па затоа што се работи за така наречени тивки убици. Значи кај тивките убици не е голем проблем да се мотивира пациент кој што има болка, кој што има проблем. Ако тој што се чувствува добро. Значи прашањето како да го убедите пациентот кој што нема никакви симптоми дека треба да направи некаков зафат. Јас како кардиолог ќе ви кажам, ете пак дел од историјата која што не е предолга. Како млад доктор бев изненаден од начинот како агресивно еден од нашите покојни професори се наметнува на пациентот дека треба да прави операција на срце. Не ми беше јасно зошто толкова агресивен, бидејќи добро, малку пониско интелектуално и образовно ниво на тој пациент и затоа што и после на страна ме потребно каже професорот и знаете што? Ако не му се наметнете вака, тој ќе отиде. Кога ќе дојде за операција на срцето, веќе операцијата ќе нема никаква поинта.
Значи ќе нема никаков ефект. Значи прашањето во одреден временски период тие модификации и терапијата што би ја превземале има исклучително голем ефект. Ако го направите постфестум, од кога ќе се случи мозочен удар, срцев удар, апсолутно има ефект. Меѓутоа, финалниот резултат далеку е понизок, тоест ќе имате некаков тип на инвалидност, ќе имате полош квалитет на живот и вие повторно ќе треба да стигнете да го убедите на тој начин пациентот дека круцијален значај има контролата на крвниот притисок, контролата на нивото на холестеролот и одреден момент модификација на тој лајфстайл. Многу ја поддржувам кампањата против пушење, иако сум бивши пушач. Значи многу ја поддржувам затоа што навистина нема ниту еден аргумент со кој што би се одбраниле како таква пушачка нација со можеби највисока фреквенција на пушачи, со највисок процент на пушачи, поготово меѓу младата популација. Апсолутно забрана на рекламирање на тутунски производи, било какви тутунски производи, бидејќи навистина тоа е нешто што веројатно побогатите и попаметните од нас на времено го сватиле и го коригирале. Така. И тоа прилично ригорозно. Кога станува збор за лабораториските анализи со кои што треба да се потврди нивото на мастите во крвта, дали е доволно да се испита само добар или лош холестерол? Што е со оној параметар non-HDL, што значи тој, и ApoB? И тоа не е нејасно како кратенка, а понекогаш се бара да се направи во анализата. Најквалитетната информација во однос на атерогеноста, значи колку сме под ризик за атеросклероза, има така наречени ApoA и ApoB. Повторно се работи за липопротеини, каде што има еден дел аполипопротеин А и аполипопротеин Б. Во аполипопротеин Б некако да ги направиме да бидат колку што е можно да го симплифицираме. ApoA има улога заштитна и би требало холестеролот кој што се движи во циркулацијата и во органите целни да го собере и да го однесе према хепарот, према јетрата. ApoB обратно. Тоа што се синтезира од јетрата го пласира во циркулација и го пласира кон целните органи каде што ги прави основните штети кои што се дефиниција за атеросклероза. Внатре во ApoB се наоѓа и тој LDL холестерол. Во ApoB се наоѓаат и non-HDL холестеролот. И сите партикли, very low density липопротеин или липопротеини со многу ниска густина, и сите тие се исклучително битни параметри и фактори во атерогенезата, стварањето на атеросклеротична плака на местото под внатрешната овојница на артериите. Од друга страна, ApoA е многу битен како информација кога сакате да видите фамилиарна предиспозиција кај одреден член. И кој ќе најдете висок ApoA, треба тој пациент, бидејќи не постои начин на третман за ApoA. Тоа значи кај генетски предиспозиран Точно проблемот? Така. Преку ApoA, пошто огромен процент од луѓето со висок холестерол имаат генетска предиспозиција. Кај тие што имаат висок ApoA, што треба да направите? Не постои ни еден лек со кој што ќе снижите нивото на ApoA. Меѓутоа, постојат ефикасни лекови и многу достапни лекови со кои што ќе снижите нивото на low density липопротеин, тоест ќе го снижите нивото на холестеролот. И тоа е основниот таргет во примарната превенција кај тие луѓе што ќе го најдете. Значи тие луѓе што имаат висок ApoA, почнувате да ги следите за високите, за мајорните ризик фактори. Покачен крвен притисок, покачен холестерол и ригорозно го санкционирате, тоест го лекувате. Тие што имаат висок ApoB, зошто не се следи ApoB? Па затоа што е поскапо, потешко достапно. Значи во сите гајдлајнси го следи LDL холестеролот кој што е еден дел од ApoB. Дали постои начин да имате нормален LDL, а повторно имате затоа што тие останатите елементи на лошиот холестерол во ApoB си ја вршат својата работа. Како ја бркаме целата? Па при ригорозната контрола, поготово на луѓето кога ќе стигнат одредена возраст, затоа после и ќе продолжиме ќе дискутираме групи со низок ризик, групи со висок ризик, кај што осим фамилиарната предиспозиција ви интересираат коморбидитетите кои што допринесуваат за рана појава на болестите врзани со атеросклерозата, затоа што атеросклерозата е навистина многу комплексна болест и за која што знаеме за жал доста малку, али тоа што го знаеме мора да го примениме максимално затоа што навистина применувањето на тие мерки и лекувањето на основните ризик фактори кои што допринесуваат за брз развој на атеросклероза,
допринело да последните 25 години, 7 до 7,5 години е продолжен животниот век на човештвото во западната цивилизација. Значи, може би изгледа не многу важен фактор, меѓутоа да продолжите животен век, просечен животен век за една година, прави сериозни импликации на општеството. И позитивни и негативни. 7 години навистина драматична промена. Значи, прашањето во тој контекст, веројатно, недостатокот на работна сила, проблемот со социјалните служби, здравствените системи, но тој аспект ние како професионалци доктори нас не интересира навистина квалитетен живот во напредната возраст, кога веќе 75 годишните луѓе имаат многу квалитетен живот, па целиме и ние и како поединци и како луѓе кои што се одговорни за нашите пациенти да им овозможиме на грото на мнозинството на нашите пациенти да им ветиме на некој начин со нашите третмани дека на 75-80 години ќе може да живеат квалитетен живот. И тоа е интенцијата на медицината. Докторе, може ли некој да има висок холестерол, а низок кардиоваскуларен ризик? Реално да, може, само ако се наоѓа во исклучително ниска возраст. Тоа значи да е премногу млад. Затоа што по калкулациите за ризикот... Само тие што се многу млади имаат низок кардиоваскуларен ризик. Точно така, значи прашањето со висок холестерол, па дури вкупен холестерол, треба да вклучите алармот. Кај било кој пациент. Агресијата во лекувањето со лекови кои што го намалуваат нивото на холестеролот, со секоја нова следна препорака за лекување се зголемува. Значи прашањето, без обзир дали е само висок холестерол, а нема покачен притисок. Интенцијата е кај тие што заради било која причина или не се соодветни кандидати да примаат статини или имаат некакви контраиндикации, се оди до примена на моноклонални антитела со кои што поготово кај тие што се хомозиготи, кои што имаат фамилијарна предиспозиција, подитно се намалува нивото на кај хомозиготите, бидејќи тие ретко кога доживуваат дури полова зрелост на 30 години имаат мозочни удари, значи по секоја цена и се бараат нови лекови со кои што ќе се намали нивото на холестерол, бидејќи воопшто не постои ниту најмала дилема дека клучен фактор во напредокот и во развојот на атеросклерозата, што всушност представува процес на васкуларно старење, има нивото на холестерол. Значи, јас ќе кажам најсимплифицирано, не постои низок ризик кај пациенти со висок холестерол. Колку висок, докторе? Ако е благо покачен над границата, значи, сите што имаат треба да загрижи? Сите што имаат над 8 холестерол, вкупен холестерол, се вклучува алармот. А која е горната граница? Па, значи, прашањето, горната граница е за секој различна. Значи, прашањето за тие со низок ризик, кога зборуваме за млада возраст, и кога ќе видите во референтните вредности на листовите што ги добиваме при лабораториска контрола, таму се униформни. Меѓутоа, во протоколите наши за лекување, да, имаме пациенти со низок, умерен, висок, многу висок ризик и екстремен ризик. Кога го бркаме нивото на ЛДЛ холестерол кај пациенти со екстремен ризик, треба да биде испод 1. Под 1. И јас нема да споменувам ни имиња. Значи, прашањето како се лекува и како се применува преска, поставивте прашање, која е вистината. Ние сме обврзни како професионалци да ги примениме тие правила на лекување кои што се напишани како гајдлайнс. Како што судијата е обврзан да го применува законот, може да има свое смислење. Имаше во една дискусија неврзана, кај што поставуваат прашања, тоа може би во некој неврзан разговор, дури доктор да го разговара, да го размислува, не сме надвор пред пациенти, да го зборува, значи прашањето дали е навистина и колку е битен холестерол. Да, холестеролот е неопходен во структурата на клетката. Во размножувањето на клетката се содржи во клеточната мембрана и во клеточното јадро и тоа е тоа, меѓутоа велате дека мозокот е изграден од холестерол? Ама да, и нашето тело е изградено од холестерол. Затоа и телото всушност го создава. Точно така, значи има неопходност од холестерол. Меѓутоа правилата за лекување се направени после екстремно големи студии, после екстремно големи наблюдувања и оно што кажавме претходно, гледајќи наназад, не многу наназад, пред 30 години, 30-35 години, статините беа во зародиш, значи ги немаше. Сега ти кажеме како професионалци, тие што ќе преживеа срцев или мозочен удар, просечниот век на живење после тоа не надминуваше 6 до 7 години, 5 години, 10 години во екстремни случаи. Сега сме
со алатките кои што ги имаме, и тука не зборуваме само за алатките кои што ги имаме како што се стентови, добра кардиохирургија и така натаму. Пред се зборуваме за превенција и лекување на атеросклероза. Сега ги следиме пациентите по 30 и кусур години без никаков проблем. И тоа е огромен напредок, исчекор во медицината. И тие бенефити што ни ги овозможува, мора максимално да ги искористиме. Така да од таа перспектива, значи лекувањето се однесува на успорување на процес на васкуларно старење или успорување на процесот на атеросклероза, и тука треба да биде закон во лекувањето. Но сепак со пациентите се убедувате кога ќе ќе споменете статини. Се плашат од несаканите ефекти, затоа што читаат на социјалните мрежи се и сешта. Навистина има податоци кои што ќе ги загрижат. Треба ли да објаснувате, ве прашуваат ли за несаканите ефекти, за она што го прочитале? Во ерата на волку развиени социјални мрежи, секакви типови на подкасти, каде што луѓето разговараат, дискутираат своји лични убедувања и своји лични импресии за одредени информации што ги добиле, не дали треба, мора да разговараме и мора да повторуваме и мора да бидеме досадни. Зошто? Затоа што стравот е многу легитимен од нуспојавите на лековите. Кај статините имавме дури еден, за жал покоен, член од нашиот колектив, кој што беше убеден и после бајпасеви и мозочни удари, не знам колку мејлови ми прати, убедувајќи дека е статинската терапија дел од фармацевската мафија на глобално ниво и дека он ќе се лекува со севосен со статини, нормално плашики се од нуспојавите. За жал, тој беше високо профилиран во однос на едукација, а сепак подложен на таа. И сега го зборувам како еден екстремен пример, затоа што на своја кожа осети сите можни компликации на атеросклерозата, до мозочен удар, до операции, повторувани срцеви инфаркти, меѓутоа никогаш не прифати да прими статини. Поведувајќи се од тоа, најновата, да кажам, повторно легитимен е стравот, значи од деменција сите се плашиме, дека деменцијата има некаква врска и практично се наоѓа во секоја, да кажам, кутија со лекови, потенцијални саид ефекти, нуспојави од лековите, и тоа луѓето го читаат, па после го раскажуваат. Па некојаш ќе најдат поклопување на одредени работи со тоа што го прочитале, како и во хороскопот, тоа што е точно одма ви се лепи за умот, а на другото брзо се заборава и нели ми погоди ова, точно тоа се погаѓа. Ова е еден од работите кои што повторно ги пострекнала и тие малку понапредните здравствени системи и научниците да малку истражуваат. Па сега скоро во раце ми падна една студија, една мултицентрична мета-анализа на огромна студија, огромен број на студии, 19 студии, која што опфаќа огромен број на пациенти, 134.000, анализирани просечно 4,5 години еден фоллоуапно следење, која што токму така у Lancet објавена инаку од Оксфордска група на научници. Повелете, сакате нешто да прекинав јас? Не повелете. Сакам да прашам кои се поентите, дали во однос на Поентата е нив ги интересира токму на меморијата. Токму ги интересирало сите овие саид ефекти, нуспојави кои што луѓето ги плашат да не земат, а мотивот, проценката дека помалку од половина од пациентите кои што треба да примаат статини во Велика Британија реално ги примаат. Мотивацијата што е да тие пациенти треба понатака да се лекуваат, ти ќе станат инвалиди, ќе умрат, и секако покушавате на некој начин, покушаваме сите да ги се обидуваме да ги мотивираме да дојдат до лекот кој што е толку изгледа слободски, а од суштина е спасителот на луѓето од атеросклероза. И што заклучиле? Со 4,5 години следење заклучиле дека од нуспојавите кои што се наведени во ливчето на секој статин, не нашле никаква зголемена инциденција или појава пред се од она што сега моментот не е актуелно. Тоа е појава на деменција. Значи, однос на плацебо групата каде што се давало нешто што налекува на таков лек, инциденцата на деменцијата е апсолутно еднаква. Не постои ниту 0,1% разлика. Со други зборови, на ниеден начин не може да се поврзе појавата на деменција со примањето на статини. Васкуларната деменција, како најчеста причина, е врзана со атеросклероза. Кога ќе даете
статин, вие го успорувате процесот на атеросклероза, индиректно, по сите дефиниции би требало да го успорите и процесот на васкуларна деменција, бидејќи васкуларната деменција најчесто се однесува на мултипли промени исхемични во мозокот. И позади тоа ќе почне полека тој процес на старење и појава на деменција. Обратно би требало да се поврзе, значи појавата на васкуларната деменција би требало да се намали кај пациентите кои што примаат квалитетна статинска терапија, тоест го контролираат нивото на ЛДЛ холестеролот. Втората најчеста причина за отфрлање на статините еректилна дисфункција. Стравот кај младите пациенти апсолутно е еден од водечките фактори зашто кај сите лекови каде што постои во ливчето на објаснување потенцијална опасност од еректилна дисфункција, готово. Завршена е приказната. Лекот или ќе ве излаже како доктор дека го прима, или ќе гледа да го преполови, или ќе гледа да го замени со нешто. Значи, апсолутно истиот заклучок, не постои никаква разлика во однос на еректилна дисфункција кај пациентите третирани со статин и пациентите третирани со плацебо. Во однос на мускулната болка, да, таа е една од основните причини и постои една група на пациенти кои што не пренесува статини и за нив се измислени понови бипемидоична киселина, лекувањето со моноклонални антитела кои што е многу поскапо. Меѓутоа, интенцијата е кај сите пациенти кои што може да примаат статини, да се примени во регулирање и постигнување на целните вредности, да се примени максималната поднослива доза на статини и што побрза враќање во рок од 3 до 6 месеци, да се постигне во рок од 3 месеци преполовување, а понатаму да се постигне целната вредност на таа група на таа кај што припаѓа пациентот. Кои се фактори кои што го рангираат пациент во ниско, средно или високо ризична група на пациенти? Секако пациент кој што има нерегулирана хипертензија, тип 1 диабет, тип 2 диабет, гојазност. Сите тие фактори допринесуваат во рангирањето на пациентот. Во нашите амбуланти, во нашата болница стои токму за мотивацијски фактор да биде, покушаваме на некој начин да го доближиме рангирањето на ризикот преку ставањето на групата на ризик каде се наоѓа пациентот според возрастната група, според полот, според нивото на крвниот притисок. Тоа се се некои работи кои што се врзани со модифицирачки и немодифицирачки ризик фактори, а рековме нивото на ЛДЛ холестеролот веќе не спаѓа во ризик фактори, него спаѓа причинител на болеста. И сега, ако причинителот на болеста го наметнете како правило, тоаш и Фондот за здравство кај нас, или пуќата што ве осигурува, и Министерството за здравство, треба да подигнат нивото на ургентност во променувањето на однесувањето и на пациентите, примарно на пациентите, меѓутоа и на докторите. Околу значењето на таа цела приказна, кога и како се води, затоа што тој пациент понатака го губите како ефикасен член на општеството. Така да приказната исто како и за сите други лекови, како што имаме кампањи и треба да имаме кампањи во превенција на машкото здравје, во превенција на женското здравје, во превенција од малигните болести. За жал, ова секако се уште мора да биде приоритет, бидејќи е водечка причина за смрт. Тоа е тоа. Докторе, ќе ги вклучиме гледачите од овој момент. Почитувани, емисијата е контактна, имате многу малку време до крајот на денешното издание да поставите прашање, затоа оние кои што ќе се вклучат да бидат што поконцизни со она кои што ќе сакаат да го формулираат како прашање. Колкав дел од пациентите кои што ќе дојдат во ординација, на кои што треба да им се препишат статини, веќе пробале со некои природни средства да го регулираат нивото на мастите на крвта, пред се холестеролот, да речеме црвен ориз и слично? Во еден извесен временски период црвениот ориз беше дури прифатен од Европското здружение на кардиолози кај пациенти со низок ризик и во млада возраст. Искрено, и ние некогаш го прифаќаме кај луѓе кои што имаат априори одбоен став кон примање на било каков медикамент, а за суплементи секогаш се отворени. Меѓутоа, во последните препораки на Европското здружение, суплементите не се најдени како ефикасна алтернатива во регулирањето на високиот ниво на холестерол кај ниедна популацијна група. Тоест, ако треба да биде вовед, сега ќе зборам од практичен аспект и на основа на препораките. Ако треба да биде вовед, тоест разбивањето на табуто на примање на некаков тип на медикамент, и ако тоа помага во подигнувањето на свесноста на пациентот за значењето на нивото на холестеролот и значењето за негова контрола, апсолутно се прифаќа било каков суплемент, меѓутоа да биде вовед
во реалната терапија, значи целта е постигнување на нивото на холестеролот кој што го бараме. Така да тоа е тоа. Така да ако тоа треба да биде, бидејќи суплементите не се соодветно средство за регулирање на холестеролот, дури и кај младата група. Така да се обидуваме секако changing of lifestyle, значи менување на животниот стил, подигнување на нивото на физичка активност, поготово за регулирање на триглицериди, за регулирање на телесна тежина, за регулирање на евентуално нарушен метаболизам на шеќер, меѓутоа за холестеролот очекувањата се многу умерени. А колку често треба пациентите што примаат статини да ги проверуваат ензимите на црниот дроб? Само тоа во оваа студија која што споменав претходно, докажано е дека има благо, тоест 0,1% поголема инциденца на нарушување на хепаталните ензими, да, бидејќи тоа се инхибитори на ХМГ коензим редуктаза А. Треба да им објасните дека не би требало да консумираат пациентите, поготово што земаат високи дози, не би требало да земаат грейпфрути и некои одредени продукти и интеракција со лековите. Значи интеракцијата со лековите е работата за која што треба да им обрнеме внимание, а колку треба често да ги контролираат. Не треба да се прекинува статинот, дури ни при двојно зголемување од референтните вредности на така наречените трансаминази. Може да се редуцира дозата, треба да се контролира. Меѓутоа, после две последователни контроли, кај што ќе видиме дека нема реално повишување на нивото на трансаминазите, ако нема дополнителни фактори, ако нема висок ниво на триглицериди, ако не е пациентот гојазен или ако нема претходно хепатално страдање, еднаш годишно е повеќе од доволно да се ги контролира нивото на трансаминази, тоест нивото на хепаталните ензими. Она што е битно е пациентите кои што имаат предиспозиција кон атеросклероза е благовремено функционално тестирање. Значи прашањето што да правиме со тој пациент кој што е групиран веќе во групата со висок ризик. Дали е човек со висок притисок, хипертоничар, дали е со висок ниво на ЛДЛ холестерол. Малку поинтензивни превентивни прегледи. Превентивните прегледи подразбираат функционални тестови, одредување на нивото на евентуално дебелината на дзилот на каротидните артерии, да ви на некој начин пробале да видиме што има внатре. И понатака, функционалниот тест е облигаторен, по моје скромно мислење, во однос на како човекот ќе го групирате во однос на неговиот ризик. Што тоа значи? Значи, кога ќе направите еден обичен стрес тест, каде што оди по трака, ќе видите каде му се движи крвниот притисок при одење, ќе видите дали се појавуваат евентуално пореметувања во ритмот, дали ќе се појават знаци кои што претходно не сте ги забележале, тоест промени на ЕКГ-то кои што укажуваат на лоша исхрана на срцето. И што со тој човек? Па да, према ризичната група, така ќе постапувате према неговата возрастна група, па некојаш инвазивни испитувања, некојаш само помалку инвазивни испитувања, па тоаш ќе одлучувате дали треба да се оди кон евентуално некаква интервентна постапка или кардиохирургија, меѓутоа треба да ви биде дефинитивно фокусот кон тој пациент кој што веќе покажува одредени знаци дека атеросклерозата напреднала. Јас сум тука се уште присталица на еден офанзивен став, се додека не сте 100% сигурни дека спаѓа во групата така наречени стабилни пациенти, некојаш се манипулира, пациентот е стабилен без доволно информации. Значи, без доволно информации не може да прогласите стабилен пациент, бидејќи тие се најчеста причина за нагла смрт, за која што нема причина. Оние што ќе умрат од ненадежна смрт, од 10-9 се умрени од нагла срцева смрт. А наглата срцева смрт е дебело поврзана со атеросклерозата. Така да атеросклерозата се всушност оние наслаги на крвните садови, кои што понекогаш се споредуваат како рѓа на цевките. Па многу слично. Значи прашањето најчесто ќе ги наоѓаме кога ги сликаме крвните садови, бидејќи јас сум интервентен кардиолог, не е битно дали се на крвните садови на срцето, делуваме локално, размислуваме глобално. Значи кога ставаме стентот, ние го шириме крвниот сад каде што има последица од атеросклерозата, личи на таа. И најчесто се наоѓаат на места каде што има бифуркација. Бифуркација каде што се рачва, каде што се двои крвниот сад. Зошто? Тука има турбулентно движење на крвта, се оштетува ендотелот и тука се таложат наслагите од тој лошиот холестерол, кој што ја прават така наречена атеросклеротична плака. Кога се затвара? Кога во услови на некакво воспаление на плакот ќе настане оштетување на ендотелот. Тоа е сигнал на тромбоцитите. Мислејќи јас така го објаснувам со пациентите дека е оштетен крвниот сад, доаѓаат да затворат потенцијално крварење, но ствари си го уништуваат сопственикот. Че прашањето хипертромботична состојба како резултат на стрес
хипертромботична како резултат на воспаление на плакот, ќе се агрегираат тромбоцитите и после настапуваме нели ние стентираме ако стигнеме, ако не лош исходот. Така да прашањето се трудиме сето това да дојде во некое си помалку атрактивно и помалку интересно сценарио, тоест да ги добиеме пациентите кога не се во таква ургентна состојба. Да се превенира ургентната состојба. Имаме гледачи, ќе им дадеме предност да постават прашање во денешната телма амбуланта. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Повелете во програма сте. Би сакал докторот да го прашам, јас, тоест веќе 6 години зимам нормолип. Пред тоа зимав Росфера, ама мускулите ме болеа и со нормолипот секогаш ми е испод граница холестеролот. Си го мерам на секој 5 месеци, 6, испод граница ми е. Дали да продолжам, дали да направам пауза, тоа ми е прашањето со нормолипот. Ова е едно многу убаво прашање. Ви благодарам што се вклучивте во програма и го поставивте. Дали кога ќе се нормализираат вредностите може да се прекинат лековите или треба да се земаат доживотно? Како што убаво постави прашањето, јас си реков претходно, значи нашиот таргет не е давањето на лекови, нашиот таргет е целна вредност на холестерол. Ако успеете да го нормализирате холестеролот, затоа и спомнав, има луѓе кои што се едноставно несоодветни примачи на статини. Заради мускулна болка, заради дополнителни нуспојави кои што се појавуваат, една од најсериозните е рhabdomиолиза, каде што се нарушуваат попречно пругастите мускулатура, и апсолутно е за респект, затоа се измислени пипемидоична киселина, затоа се измислени и глисиран и моноклонални антитела, значи има потенцијални нон-респондери или луѓе кои што не може да примаат статини. Значи, ако нормолипот или било кој друг лек заедно со стилот на живот успел да го нормализира, кога ќе кажеме нормализира, реков и преска, реалното нормална вредност на холестеролот зависи од која група спаѓа пациентот. Според индивидуалната проценка на пациентот. Во консултација со својот доктор, може да биде и матичниот доктор, не мора да биде кардиолог, бидејќи тоа се многу транспарентни веќе препораки, значи апсолутно не е неопходно доживотно се прима лекот, тоест нашиот таргет е нормализирање на крвниот притисок, нормализирање ниво на холестерол и корекција на одредени фактори кои што се модифицирачки фактори. Во тој аспект преска зборувавме, значи сега има многу алатки кои што може да ги консултираат и докторите и пациентите. Artificial intelligence или вештачката интелигенција е една многу корисна алатка која што ќе влезе во секојдневната пракса и на најдобрите доктори, на најдобрите болници, и тоа ќе биде облигаторно, така да јас ги поддржувам пациентите, не заради критика кон докторите, меѓутоа и заради можноста да се информираат подобро, бидејќи тоа е добра алатка и за нас професионалците. Така да приказката треба да се шири малку во една универзално примелива вистина. Второ мислење да си побараме понекогаш? Апсолутно легитимно, вештачката интелигенција. Апсолутно легитимно и докторите си побараат второ мислење за некогаш кога имаат одредена дилема, несигурност, апсолутно е и искористлива и корисна алатка. Така. Ќе вклучим уште еден гледач. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Зошто не ми одговори? Јас еве уште чекам на телефон. Па не го слушнавме вашето прашање, господје. Повелете. Сега сте во програма. Само што ве вклучивме. Да. Добро. Повелете. Видете сега. Јас имам песмейкер на мене. Добро. Песмейкер има. И сега тој песмейкер на колку време сакам докторот да ми одговори, се менува и плюс која гаранција со тој песмейкер кој го држам 4 години, притисокот знае летно време да се стимна. Гаранција е вика дека од 60 не треба надолу да оди. А мене ми доаѓа на 54. А високиот, нормалниот горе што е, тој па си доаѓа на 87. Зошто тоа така, јас не знам, нека ми објасни кардиологот. Барате мислење за оваа ваша состојба. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Што би можеле, докторе, да се одговорите? Благодарам за прашањето, иако прашањето апсолутно со оваа тема има малку... Комплетно е надвор од темата, но бидејќи имаме 3 минути до крајот, на крај. Пейсмейкерот е една направа која што го регулира срцевиот ритам во одреден степен. Апсолутно не е поврзан со контрола на крвниот притисок. Тоа што претпоставувам дека е некако недоразбирање, и кажале дека кога оставиле пейсмейкерот, срцевата фреквенција нема да падне под 60 удари во минута.
Меѓутоа, никој нормален не би разговарал околу контролата на крвниот притисок и улогата на пейсмејкерот, бидејќи пейсмејкерот има сосема поинаква улога. Значи, во контролата на нашата циркулација има автоматика, тоа е дел на ритмологијата, делот на ритмологијата на срцето, каде што постојат повеќе нивоа на контрола на срцевиот ритам и постои проблем со срцевите залистоци, затоа постои и интервентна и кардиохирургија која што ги регулира, и проблемот со крвните садови кој што го регулираме дали со поставување на стентови, бајпаси, кога тие ќе настане запушување, кога ќе настанат проблеми со тие крвни садови. Така да приказната кај оваа пациентка одговорот е колку време трае пейсмејкерот на техничка контрола, кај што се сетира пейсмејкерот, кај што се гледа уште колку има од неговата енергија и каде што ќе пейсмејкерот каже дали се појавувале одредени аритмии. Ова што кажува пациентката може да е врзано со појава на предкоморно треперење кој што ќе го бутне притисокот, во лето притисокот лесно е понизок и треба да се коригира терапијата за крвен притисок, меѓутоа тоа секако во консултација со докторот кој што ја води. Сосема накратко, докторе, значи има плаки на крвните садови кои што се дел од атеросклерозата, кои што може да бидат меки, може да бидат тврди, дали статините влијаат и на цврстината на овие наслаги во крвните садови? Не само во цврстината и во стабилизацијата на ендотелот, значи прашањето во акутната состојба, акутен коронарен синдром, се инсистира на максимални дози на статини во интерес на стабилизација на плакот. Значи прашањето, освен во неговата дебелина, и во стабилизација на плакот во однос на тоа што улцериран плак, тоест нарушување на интегритетот на ендотелот, допринесува до појава на тромбоза. Значи прашањето, давањето на лекови кои што го регулираат нивото на ЛДЛ холестеролот, доведуваат и до стабилизација на плакот по некој друг поинаков механизам, меѓутоа апсолутно есенцијален во лекувањето на такви ургентни состојби. Уште еднаш ќе искористам приликата да апелирам. Направивме една состојба, се случува една состојба во државата која што створи страв кај пациентите. Меѓутоа, потребата за превентивни, редовни прегледи, посета кај кардиолог и соодветно лекување никако не треба да го изгуби фокусот, бидејќи за жал се уште оваа болест представува водечка причина за смрт во нашата држава и во регијата, и ќе ги замолам пациентите да го задржат контактот, да го задржат фокусот на оваа болест, бидејќи ние може да дискутираме околу исправноста, неисправноста на одредени постапки. Меѓутоа, потребата да ги имаме пациентите како врвен приоритет на нашето делување треба да остане кај сите, и тука нема никаква разлика државно-приватно, него има здравствен систем од контрола на Министерството за здравство, кој што ќе ги апсолутно проконтролира сите што треба да бидат проконтролирани. Фондот за здравство ќе се работи својата работа, а ние како доктори ќе се бавиме со пациентите. Докторе, ви благодарам многу за вашето гостување денеска во Телма амбуланта. Да заклучиме, превенцијата е најважна за човековото здравје и може на тој начин да се спречат многу работи. Убаво што појаснивте и разрушивте бројни митови околу статините, особено со оваа последна студија која што е излезена. Ви благодарам и на вас за можноста да дискутираме на оваа тема и се надевам дека на крајот кај многу и од професионалците, меѓутоа најмногу те пациентите ќе привлече, да кажем, внимание и ќе му дадат соодветно внимание на своето здравје. Ви благодарам уште еднаш, ќе се заблагодарам и на гледачите што и денеска не следеа. Ова почитувани беше уште едно издание кое што го реализиравме во соработка со клиничката болница Аџи Бадем Систина. Ви посакувам пријатен ден.